овој што го isвиркува тука што им се смее во лице на родителите кои што ги загубија нивните деца е Ратко Димитровски, 3 мандати градоначалник на Кочани и во негово време е отворено Пулс, он им дал таму да работат. Па дојде Папазо. Папазо што си даде оставка градоначалник на Кочани заради трагедијата во Пулс е човек на Ратко. Значи во време на Ратко Папазо бил директор на јавното комунално претпријатие. И сега Ратко му дава поддршка кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН. Седат во пицерија во Кочани. Додека трае маршот на родителите секоја сабота. Од формално правен аспект ова е многу проблематично. Ратко е осомничен и обвинет, а кандидатот на ВМРО ДПМН е оштетен и е сведок. Значи обвинетиот седи на маса со сведок кој што треба да биде против него во судењето, што е директно прекршување на Законот за кривична постапка и на кривични закони. За ова, во нормална држава, обвинетиот добива мерка за обезбедување, домашен притвор, ограничување на движење. Обвинет на иста маса јаде пие со сведок и оштетен во постапката. Затоа се даваат мерки за претпазливост или мерки за обезбедување, за да нема влијание врз сведоци, за да нема влијание врз докази, за да не се случува ова што се случило у Кочани. Од формално правен аспект ова е проблемот. Од политички е мизерно, како што кажа и Рангеловиќ. Мизерија. Меѓутоа тоа не повлекува никаква правна одговорност. Формално правната одговорност овдека ви ја кажав, таа е.